Вода што тече без прекин, кал, оси, муви и бактерии. Ваква е секојдневната слика на улицата Драги Крупишки во штипската населба Дузлак. Револтирани жителите од улицата неправдата повеќе не можат да ја трпат. Пред камерите на МН телевизија се жала дека нивниот сосед континуирано пушта вода која тече по улицата и предизвикува сериозни проблеми цела година. Според граѓаните водата тече непрекинато, без разлика дали е лето или зима. Во зимските месеци проблемот станува уште поопасен. Водата замрзнува, а улицата се претвора во лизгалиште. Некои од жителите велат дека веќе имали падови и повреди. Летно време пак проблемот добива друга димензија. На топлината водата создава непријатна миризба, а поради влагата се шират инсекти, муви и оси, што го загрозови здравието на населението. Вода стално тече тук. Стално, нема... Лето, зимо, се си пуштат вода. Ај зимоска мрзнало и горе, ај пуштат, а сега нон-стоп тече, ја. Со кола ко поминатите избањат. Епа, пчели, оси, се собират. И смрдеа. И смрдеато, не... Тоа се наталоже. Подлого време. Не од сега. Водата безпрекорно се тече. Значи нема ни дош, нема ништо, 10 дена. Ама од тука вода се не снемува. Пред 3 дена беше доле до Бичка живата. Патот што е попуштен, значи ностоп вода се истекува и тоа е омекнува тоа. Така не добиваме, пуштат се водата, опомини ги и нема два пути. И у февруар, рептен беше замрзнало и паднаска паси колко. Стравуваме жива вода, дето се бали на школа, сега напрска. Ја иде за леп, жива вода, кал. Семе направи. Друг дел од жителите вела дека водата покрај што ја уништува улицата, предизвикува и сериозни оштетувања на подпорниот зид во нивните дворови. Постојаната влага и стекувањето предизвикува пукање и распаѓање на зидот, што дополнително ги загрижува собствениците. Ностоп, а улава кај мене у двора, еве тука, што и да преземам, значи не може. Преку тоа улава, од секаде испукан, од ностоп вода, од секаде испукан. Ајде зимно време, разбираме, нема чешми, пуштено, да не мрзне да дома. Сега, ја го е 2 месеца без вода не сме. Ја тука сега не може да улезем дома, значи. Буквално, јас сум оваа куќа моја. И да застанам со кола, да улезам од кола и да излезам од кола, се е со мокро, со кал. Жителите и понатаму замолуваат соседот да престане со пуштањето на вода, која тече од неговиот двор. Како што истакна, доколку нема промени, тие ќе одат и до надлежните институции, па дури и до суд.